Овој мал сладок бишон се вика Мона, но како што може да забележите, веќе е стасан за одржување. Да се изчисти, да се искапи, да му се направи фризура, а најдоброто одржување, односно груминг за кучињата, може во Прилеп да го најдете во Грумленд, салонот кој што се наоѓа во старата ветеринарна станица. Тука со нас е Цвете Станојовска, собственичка на овој салон, па ќе ни покаже како изгледа едно одржување или груминг на вакво мало прекрасно кученце. Да погледнеме. Ајде, повелете. Значи, кога ќе го внесеме кучето во салонот, прво го поставуваме на ова маса тука, каде што се прегледува во каква состојба се наоѓа неговото крзно, најверојатно. Да, точно. Значи, во зависност од расата, најпрво гледаме во каква состојба е кучето. Дали е редовно одржувано, во каква состојба му е влакното, во каква состојба е хигиенскиот дел, ушите и се разбира на крајот е креативниот дел, односно каква фризура можеме да му направиме на кучето. Каква фризура може да добие овој мал бишон? Со оглед на тоа што Мона е редовно одржувана, таа веќе има една почетна фризура која што само ќе ја поправиме. Ќе го направиме хигиенскиот дел, ќе ја искапиме и ќе ги изчистиме ушите. Колку време функционира салонот Грумленд? Грумленд функционира веќе една година, од 2024. Во јануари, 28 јануари го отворивме салонот. Како започнавте со идејата да го отворите овој салон за одржување на кучиња? Дали претходно имавте некакво искуство? Иако јас сум љубител на кучиња целиот мој живот, сепак приказната за Грумленд можам да кажам дека започна во 2016 година, кога живеев и работев во Скопје. Како што кажав, иако секогаш сакав животни, кога бев таму заедно со моите прекрасни колеги во Скопје, се грижевме за неколку бездомни животни, за мачиња, за кучиња, некој нив ги чувавме во канцеларија, се храневме секојдневно за нив. И можам да кажам дека тогаш ја добив најголемата блискост со животните. Иако некогаш знае тоа да биде доста тежок процес, на крајот од денот, нели, кога ќе си појдете дома и кога ќе си легнете, да знаете дека сте спасиле нечив живот, сте нахраниле некого, или сте вдомиле некого, нема поубаво чувство од тоа. Понатаму кога се вратив во Прилеп, почнав да работам во општина Прилеп во одделението за локален економски развој, каде што таму веќе теоретски навлегов во целиот тој процес и тематика на бездомни животни, бидејќи бев вклучена целосно во отворањето на прифатилиштето заедно со ЈКП Комуналец. Меѓутоа и го напишав акцискиот план и стратегијата на градот Прилеп, која што се надевам се уште се усвојува за работа со бездомни животни. Тоа беше навистина огромен едукативен процес за мене. Понатаму, иако кариерата секако ми одеше во друга насока, сакав да правам нешто што ќе ме прави среќна, сакав да научам нешто ново, да се едуцирам за нешто ново. Па во 2023 година одлучив дека сакам да научам нешто повеќе за кучињата, бидејќи грумингот можам да кажам дека не е само креативниот дел, не е само креативниот процес, туку тоа е дел од здравствената заштита на животното. Тоа е една цела наука. Па така во 2023 година почнав да барам ментор, односно некој вид на академија каде што ќе можам да ги научам сите тие процеси. Звонев и барав низ Македонија, меѓутоа по препорака на мои прекрасни пријатели добив контакт од Зулки Беладокса, кој се наоѓа во Битола. Тој беше мојот ментор 4 месеци и навистина сакам да му се заблагодарам за сето знаење што ми го пренесе. И се разбира во тој процес, додека учев, се стекнав и со сертификат за груминг. Се започнува, значи, со процесот на чистење на ушите на кучето? Ова е дел од процесот, од хигиенскиот процес. Се препорачува еднаш месечно ушите на кучињата да се чистат и секако овие раси, бишоните, се подложни доста на инфекции на ушите. Натре може да забележите дека им растат влакна, така да мора добро да се искубат и да се истретираат.
нели да ги избегнеме тие инфекции. Мона е прилично мирно куче. Како ја воспоставувате врската со оние кучиња кога ќе дојдат, но не се баш толку мирни да стојат на оваа маса? Така, значи... Колку време му треба да се смири да сосема непознато куче? Значи, кога прв пат клиент, односно собственик ми се јавува за да дојде нели со ново куче, мојата препорака е секогаш првиот пат собственикот да биде заедно тука со животното. Бидејќи така конекцијата мене и кучето, но јас и собственикот ќе биде многу поблиска, многу подлабока и секако тие ќе створат еден вид на доверба. Исто како и животното, сепак и собственикот... Гледаме дека малку по малку се поврзуваме. Да, и собственикот мора да створи доверба со грумерот, исто како и со ветеринарниот лекар. Точно така. Довистина кучињата се мили животинки. Потоа што следува после чистењето на ушите? После чистењето на ушите, секако го исчеткавме кучето, нели, на почетокот. За Мона, после чистењето на ушите и кубењето на ушите, следува мало обликување со машинка и потоа следува целосно завршување на хигиенскиот процес, кој што ќе го направиме заедно, и потоа капење на кучето и на крајот е креативниот дел, односно фризурата. Обликувањето на влакната кај секое куче е различен начинот на како се поминува со машинка, во однос на влакното или како? Да, во однос на влакното. Како што кажав, значи први секогаш мора да видиме во која состојба е влакното. Препораката е дека кучето треба, особено овие раси на кучиња, препораката е да се четкаат еднаш во текот на денот. Значи секојдневно четкање. За овие најзастапени раси, бишони, малтезери и пудлици, кои што се кањас во нашиот град, можам да кажам дека се препорачува секојдневно, значи четкање, за да можеме и самиот собственик, но и грумерот да може да одржува една нормална должина на влакното, односно се разбира потенцијално и кучето да се спрема и за на изложба, доколку пошто имаме собственици кои секако ги носат своите миленици на изложба. Какви видови на кучиња најчесто носат прилепчани за да ми се направи фризура, да се одржуваат? Во прилеп најзастапени се бишони, малтезери и пудлици. Тие трите раси. Од поголемите раси? Од поголемите раси лабрадорите се најзастапени. Лабрадор, ретривер, лабрадор. Меѓутоа за груминг, мислам редовен груминг, ги носат само малите раси. Ајде да видиме како изгледа процесот на правење на една фризура. Ајде. Ова е чистење, односно кубење на ушите. Ова е во зависност нели од животното, ова е така, околу 15 минутен процес, во зависност нели колку има влакна во тој месец пораснато кај кучето во ушите и колку време ни е потребно за да го средиме. Како вид на производи користите за нега на кучињата? Јас ги користам производите на Artero, кои што се шпанска светска фирма и постојат од 1907 година. Конкретно за ушите ја користам нивната пудра и понатаму гелот за чистење, од кога ќе завршиме со целиот процес на чистење на ушите. Исто така ги користам и нивните шампони, нивните маски, нивните кондиционери, се со цел најдобра и успешна нели нега на влакното и на кучето. Некоја интересна случка кога ќе дојде куче, дали можеш да ни раскажеш додека го извршуваме овој дел хигиената? Со редовните кучиња имаме стварно преголема блискост овдека и интересни се тие кучиња кои што заспиваат во тој процес на сушење на влакното. Заспиваат или легнуваат и целосно се опуштаат и сакаат да си одат конечно дома. Значи сакам дома, доволно е груј, тоа се интересни случаи. Започнуваме со стрижењето, најпрво започнуваме со хигиенскиот дел, односно хигиенската регија.
сакам да напоменам дека е премногу битно за сопствениците да бидат свесни дека одржувањето на хигиенската регија, односно шепите, хигиенскиот дел и ушите е секако пола од здравствената заштита на животното. Се препорачува чистењето на ушите, да биде барем еднаш неделно од страна на сопственикот со обичен физиолошки раствор и со памуче, особено кај кучињата кои што се склони на добивање на инфекции. Понатаму секако продолжуваме и со обликувањето на телото, обликувањето значи на грбот и на нозете, во зависност од тоа колку влакното е одржано и колку нели дозволува влакното да се работи со машинка, со ножици и слично. Процесот на хигиенскиот третман го завршуваме со сечење на ноктите. Откако го средивме хигиенскиот дел, ги средивме ушите, значи остануваат ноктите. Овој хигиенски третман се препорачува кај домашниот миленик да се прави од 30 до 40 дена. За Мона ќе го користиме шампонот Бланк, кој што е за бело влакно и се разбира од фирмата Артеро. Овој шампон е концентрат и се раствора 1:10. Секогаш ја подесуваме водата да биде пријатно за кучето. Се мие и главата или само телото? Да, се мие и главата, секако со предпазливост на ушите. Бидејќи не сакаме да навлезе вода во ушите на кучето. Која е опасноста доколку навлезе вода? Инфекција. Тоа е специјална ракавица? Да, оваа ракавица ја користам за тријање при шампонирање. Колку месечно треба да се капи едно куче? Препораките се 2 пати годишно од ветеринарите. Меѓутоа, за домашните миленици, доколку се користи убава козметика, нормално козметика која што не е за луѓе, да напоменам, бидејќи многу од сопствениците користат и козметика која што е за луѓе, тогаш може и еднаш месечно. Хигиенскиот дел да се мие 2 пати месечно и се разбира пределот кај нозете може да исто така да се мие почесто. Сега на Мона ќе ставим и протеинска маска на Артеро за регенерација на влакното и секако континуирано одржување. Маската мора да постои 3 до 5 минути и потоа следува плакнење и пред да преминеме на користење на другите препарати за убавење. Самото капење на кучето, сега користиме кондиционер и балсам за влакното. Распрскуваме. И оставаме да постои 2 до 3 минути, за да можат балсамот и кондиционерот да се впијат во кожа. Потоа продолжуваме со чепкање. Од самиот кондиционер, од маската, сите тутки кои што претходно се формирале во пределот на главчето, се отстрануваат со помош на препаратите.
Сега поставуваме околу ушите, така, за да не смета фенот на Мона, како една заштита околу ушите. Откако ја искапивме, ја исушивме Мона, сега следува оној креативен дел, каде што треба да и се направи фризурата. Сакаш фризура? Ајде да видиме. Веќе ја форма она позната топка која што имаат бишоните. Да, само ја одржуваме кај Мона. На секој месец и пол ја одржуваме оваа фризура, а хигиенскиот дел го правиме на 30 дена редовно, целосен хигиенски. Ова се специјални чешли. Да, овие се специјални чешли, специјални ножици, кои што се употребуваат во грумингот. Колку време ви требаше да го научите овој дел од грумингот, односно правењето на фризурата, креативниот дел? Па, за креативниот дел нема да лажам, значи беше малце потешко и требаше нели нормално повеќе време, од прилика околу 6 месеци. За целосно, значи, да се усовршат тие фризури кои што сопствениците ги бараат кај кучињата. На самиот крај, кога завршивме целосно со груминг третманот, ставаме дефендер, односно гел против, односно маст против распукување на шепите. И завршуваме со парфем наменет за кучиња. Ова е крајот на грумингот и може сами да забележите колку прекрасна фризура и уредување доби бишонот Мона. Кои се препораките кои што би им ги дале на сите љубители кои што имаат домашни вереници за ова лето? Па, поглед на тоа што нели се приближува летото, редовен хигиенски третман и редовно четкање и редовно одржување нели на крзното. Крзното не служи кај животните само за заштита во зимските услови, но и во летните. Значи крзното штити и од топлина, па затоа со редовен груминг третман и одржување нема да има потреба од кратко стрижење на влакното, ќе може да се прави убава фризура и секако животните ќе изгледаат супер во текот на летото кога сопствениците ќе ги шетаат. Сите кои што сакаат нивните кучиња да изгледаат вака и да добијат навистина ваков прекрасен третман, како може да ве контактираат, да ве добијат? Јас се најдувам во ветеринарната клиника во Прилеп. Може да ме контактираат на моите профили на Facebook и на Instagram, но и на телефонскиот број 077 540 919. Истовремено пред летото, моја топла препорака до сите граѓани е да ги заштитите своите животни и да ги прочистувате од ендо и ектопаразити. Прилепчани и сите љубители на кучиња, не се мислете, пред почетокот на летото дојдете во грумленд салонот и добиете вакво прекрасно одржување на вашето милениче.